Нашата съветническа група дава предлог за ставане на точка 15 от дневен ред, предлог програма за измена и допълнение на програма за еднакви можности на община Струмица да биде како точка брой 1. Поради сензитивност и важноста на ова тема, бараме дискусија по оваа точка како најбитно од дневниот ред да има приоритет. Ако сакаме да бидеме реални, тоа е само продолжение на оно што минатата седмица го изгласа. Истото беше и минатата седмица, со истите терминологии, ништо поразлично не. Што се едногласно помина и вчера на комисија исто така едногласно помина. Почитувани колеги съветници, пред нас е денес значајна одлука. Пред нас е денес значајна одлука на која страна на вистината ќе застанеме, дали ќе ја поддржиме родовата идеологија како идеологија или ќе застанеме за тоа што застанавме веќе неколку пати и вчера и минатата седмица дека ние застануваме јасно на тоа што е жена и што е маж. Со оваа одлука денес свесен сум и на притисоците кои што можеби ги имате од страна на Министерството за труд и социјална политика, но со поддржување на оваа точка денес сметам дека треба сите да гласаме точката да биде прва на дневен ред и истата одлука да помине, со тоа што ќе дадеме поддршка и на епископот Стобиски Јаков за во борбата против родовата еднаквост. Срамота ще го правите, срамота е. Еден господен човек го спомнувате века, што ќе наплащали со него, треба да застрамаш. Јас како предлагач на точката не ја повлекувам, од причина што во изминатиот период имаше разни притисоци, бевме прозивани и како институција, како совет, и како градоначалник, и како струмичани. Сите сме свесни дека има разни притисоци и стварно ве охрабрувам да размислете уште еднаш. Веќе направи консултација со Министер за локална самоуправа, они ми укажаа дека не е законски така да се донесе. Ми треба допълнително консултација, да не е злоупотребена службата по лъжба, да донесеме нешто кој потоа сите треба да одговара. Затоа сите ќе ве замолам, јас ќе продолжам точка 15 да се одложи за наредната седмица. Ајде, јас, Маријан Даскаловски, гласам да се одложи точката 15 от дневен ред. Против. Бил съм председател на Советът и съм дал заклетва. Ама чекай, ще имате факултет завършено, колежки? Дали сте стручни вие да ми кажете сега? Аз не съм стручен. Аз съм правник, аз съм стручен в правото. Во Струмица во последните неколку месеци се јави загриженост помеѓу луѓето. Што е тоа? Добре, и сега помеѓу освојувањето на програмата и помеѓу оваа одлука немаме нов закон за истата да треба да биде усогласена. Кога ја носевме во декември месец, програмата за еднакви можности помеѓу мажите, помеѓу жените и мажите, во самата програма пишува дека програмата е во согласност со законот за еднакви можности помеѓу мажите и жените. Добре, и сега защо сега да минува така сте гласали и Георги, ќе ви прочитам и Георги шо... Председателе, не е коректно сега, не е това дебата. Јас не можете да ме прекинете. Јас терам измени и допълнување на дневен ред. Ако имате... Добре, ајде се пак и гласа на дневен ред. После вејте за збор ако имате... Добре. Чекай, председателе, може ли да довърши па после кой сака да потера збор, нека си потера збор, мислам това деловнико ми го възможи да се докаже. Председателе, процедурално, ставейте ме да се докажем. Айде по-кратко.
Да се докажем после за мајте, реплицирајте ми. Ајде. Сега ќе ви прочи. Ајде шо, полшо род. Хвали момаче. Јас манипулирам. Еве читай. Која ти дефиниция да даваш? У кого свойство? Пратеник ли си? Не съм јас парламент пратеник. ли си? Влада ли си? Как ти дефиниции можеш да даваш, бе? И ние своето да усвоиме. Как можеш ти дефиниция да даваш? Председателе, колко рода има? Айде, кажете пред сите. Колко рода има? Кажете ви сега. Колко рода има? Кажете колко рода има, ако веќе така одат. Айде. Да сформира една комисия от сите нас, да седнем и да ги видиме. Дали има различни нема и да направим ние задничкина програма. Не знам што е тука. Јас сакам да прашам зошто би се формирала паралелна комисија кога веќе постои комисија за еднакви можности. Значи комисија за еднакви можности не е толкова стручна и не е паралелно. И они ќе учестват, ќе имат стручни лица, дошите, ја координатора, ќе седнем сите заедно, ќе видиме што е спорно. Колега, не сте го право, в предходната седмица я напуштивте, бидејќи баравте да биде пак прва, ние сакавме да си одиме по дневен ред. Сега ќе предложам јас да се прекине расправата, да огласаме дневниот ред, 11 и 12 да си останат. Вие изгласавте оваа одлука и по истата не се придржувате. Согласувањето член 2 од оваа одлука требаше да се изврши во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила и да се достави до Советот на општина Струмица за донесување. Од тогаш имаат поминато 60 дена и од страна на Советот нема преземено никакви активности. Значи одлуката која сами ја предложивте и сами ја гласавте не се почитува. Затоа барам на седницата да биде ставена оваа одлука на дневниот ред и да ги завршиме од одлуките, обврските од одлуките кои ги има преземено Советот. Колега, не знам дали имате координација вие со вашиот координатор, иначе за тоа збор не е договорен. Да. Вие за жал ја напуштивте седницата, беше изгласено за 30 дена, но се случија годишни одмори и со господинот Маджунков тоа е договорено. Не знам дали сте известени? Беше кажено дека се има договореност со координаторот на политичката група на ВМРО Никола Маджунков за точката за измени и дополнување на одлуката за еднакви можности. Таква координација е немало, нито е имало официјален состанок за измени и дополнување на оваа точка. Сакам да известам јавноста, бидејќи тоа што беше известено не е точно. Но исто така е пишан во согласно со многу други закони, меѓу кои Уставот на Македонија, кој е највисок правен акт. Директорите и службите во училиштата сами бираат дали за структура за машко и женско ќе одберат тоа да биде род или пол. Некои од нив го имаат тоа одберано да биде пол, некои го имаат одберано да биде род. Го ставам на гласне кој е за. Кој е против? Значи врз спреденото гласите дека Советот со 7 за, 11 против, воздржи нема, не го прифати амандманот кон предлог годишните програми на основните 10 програми на основните училишта во Општина Струмица за 2023-2024 година. Еве јавноста Струмичка гледа и ќе видиме кој е во право, кој не е во право, не?